каде што под мотото "Крени глас за еднината", Социјалдемократскиот сојуз на Македонија излезе на терен да се сретне со граѓаните, да ги слушна нивните проблеми, да понуди решенија за тие проблеми и да ги охрабри граѓаните да го кренат својот глас. Во изминатите викенди бевме во Македонија, во Струмица, во Штип, во Куманово, во Велес, и во оваа прилика би сакал уште еднаш да им се заблагодарам на домакините за топлиот прием и за масовната посетеност на нашите митинзи во тие градови. Во овие два дена сме во Прилеп и Прилепско. Во изминатиот ден вчера највисокото раководство на СДСМ ги посети општините Кривогаштани и Долнени. Во Кривогаштани посетивме многу села, го посетивме Славе, посетивме Бела црква, Браилово, во општина Долнени, понатаму во општина Долнени посетивме Ропотово и посетивме други места. Ги посетивме и многу села во околината на Прилеп. Ги посетивме Канатларци, Тополчани, Ерековци, Алинци, посетивме Кадино село, Галичани, Веровци, Селце и на крајот преноќивме кај нашите симпатизери и активисти. Денеска сме во урбаниот дел на градот Прилеп, ќе имаме средби со многу граѓани, а ќе имаме средби со организации како што се организацијата на борците, на пензионерите, невладини организации, со еден збор ќе се сретнеме со сите заинтересирани. Од сите средби што ќе имавме досега, се наметнува впечатокот дека најголемиот проблем на граѓаните е невработеноста, сиромаштијата, заканите, омаловажувањето, безперспективноста и стравот. Граѓаните сакаат нов живот, сакаат нова иднина, сакаат поинаква перспектива. Затоа сме ние тука, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе ги решава проблемите на граѓаните, ќе ги решава инфраструктурните проблеми, ќе го решава проблемот со невработеноста и на младите ќе им отвара нова перспектива. Младите луѓе да бараат својата иднина и својата живеачка во Прилеп, во Македонија, да не одат надвор од земјата и тоа ќе бидат среќни и тие и нивните родители. Особено ми представува задоволство и ме охрабрува тоа што граѓаните масовно излегоа на средбите кои што ги имавме, гласно проговорија си и кажаа своите проблеми. Истовремено тоа не ме изненадува. Ова е Прилеп, ова е градот Херој. Ова е местото каде што паметиме сите, тогаш кога требаше тука пукна првата пушка. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не застанува тука. Наредниот викенд сме во Крива Паланка, а ќе продолжиме и понатаму се додека не ги посетиме сите општини во Република Македонија. Во оваа прилика би сакал да ги поканам сите прилепчани на вечерашниот митинг кој што почнува во 20 часот и 30 минути да дојдат и го промовираме нашиот кандидат за градоначелник господинот Хари Локвенец. Благодарам. Победа! 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 На почеток би сакал да констатирам дека кампањата Жешко лето на Социјалдемократскиот сојуз веќе дава ефект. Му се заблагодарувам на подпредседателот Јовановски за тоа што ги наброја сите села, сите населени места каде што изминативе 2 дена беше присутен Социјалдемократскиот сојуз. Тоа директно ми дава за право да бидам уверен во веродостојноста, во исправниот избор и на крај во ефектот кој ќе го постигне оваа кампања. Меѓутоа за обраќањето чувствувам потреба да му се заблагодарам на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за огромната поддршка и доверба која имаше спрема мене да ме кандидира и да ја поддржи мојата кандидатура за градоначалник на општина Прилеп. Почитувани, секој ден се зголемува поддршката која ја добиваме од граѓаните. Граѓаните го чувствуваат однесувањето и стратегијата на Социјалдемократскиот сојуз и секој ден се повеќе и повеќе застануваат зад нашата идеја, застануваат зад нашата кампања за подобра иднина на Република Македонија. Прилеп во минатото прв покрена гласот против едно големо зло, најголемото зло на 20-тиот век. Сега Прилеп покажува и ќе го крени гласот за подобра иднина на својот град, за подобра иднина на Република Македонија. Заедно со прилепчани ќе го направиме списокот на проекти, ќе ја направиме контурата, ќе ги направиме контурите на идната програма
со која ќе настапиме на следните локални избори, но во исто време ќе ги направиме контурите и на нашиот заеднички подобар живот, зашто Прилеп тоа го може, зашто Прилеп тоа го заслужува. 5 милиони евра во изминатиот период во Струмица беа потрошени за изградба на гасовод. А каде истите пари беа потрошени во Прилеп? На фонтани и паркчина. Можевме да го решиме долгорочно, барем проблемот со водоснабдувањето во градот. После 20 години пазарна економија, прилепскиот еснав, малостопанствениците и предприемачите се спремни со знаење, умење и можности, со директна инвестиција, сопствена, да влезат во подобрување на животот и економијата во овој град. Меѓутоа, потребно е да им се даде шанса. Потребно е да се подобрат условите за стопанисување во овој град, да се тргнат стравовите, да се тргнат проблемите и да се тргнат сите оние тешкотии кои ги имаат на сопствените плејки. Единствениот мотор за развој на економијата и за добивање и обезбедување на нови работни места во Прилеп може да биде малото стопанство, може да биде еснафот, може да бидат прилепските предприемачи. Ја користам оваа прилика да ги поканам сите мои прилепчани, сите жители на Прилеп и на околните места, утре заедно со нас, денес заедно со нас, во 20:30 часот, да го кренат својот глас за посветла иднина, да го кренат својот глас за подобар живот, да го кренат својот глас за сигурна иднина за себе и за сопствените деца. Благодарам.